Добра вечер, јас сум Лилјана Митрова, а ова е Дневникот на КТВ телевизија. Се интензивираат градежните активности за новиот кружен тек на Северен булевар. Современа инфраструктура и подобри услови за граѓаните за модерен и функционален град. Интензивно продолжуваат градежните активности за новиот кружен тек на Северен булевар. Со отпочнувањето на градежните работи и расчистувањето на трасата, се започна со реализација на уште еден значаен инфраструктурен проект за нашиот град. Со реализацијата на истиот, ќе се предонесе за побезбеден и поуреден сообраќај, побрзо и поефикасно движење и подобра поврзаност и функционалност. Општина Кавадарци, придржувајќи се кон мотото "Заедно градиме модерен и функционален град", продолжува со конкретните проекти што носат современа инфраструктура и подобри услови за секојдневниот живот на граѓаните. И денес служби на јавното предпријатие Комуналец Кавадарци работеа на мулчирање во градското подрачје на улиците Бел Камен, Ресавска, Западен булевар, Ѓорги Русковски, Дисанска, Васил Дубров, Домовица, Рајко Жизифов и Благој Давков. Со мулчирање на патиштата на територија на општина Кавадарци ќе се продолжи и во следниот период со цел подобрување на локалната инфраструктура и создавање подобри услови за сите жители. Весел детски семафор во објектот Сонце на детската градинка Рада Поцева во Кавадарци. Општинскиот совет за безбедност на патиштата во сообраќајот квизот го организира за дечињата од најголемата група кои преминуваат во прво оделение. Крајот на секоја година, месец мај или јуни, ние го одржуваме традиционално квиз на преварот Весел детски семафор. Значи, опфатена е најголемата група деца од градинката, бидејќи тие веќе се спремаат за прво оделение. Ние во текот на годината вршиме предавање и едукација на децата, се со цел да тие ги познаваат најопштите правила и прописи. Прашањата се многу основни, како да се движат во сообраќај кој го излегуваат од дома, по што да се движат. Исто така ги запознаваме на семафорот на кое светло да поминуваат, значи најобични прашања кои што во овој Весел детски семафор тие треба да ги знаат. Иначе ова е во организација значи на градинката заедно со општинскиот совет за безбедност на патниот сообраќај. Наградите се обезбедуваат од локална самоуправа Кавадарци, се со цел да им укажеме значи на децата како безбедно од нивниот дом до училиштето, односно до градинката, па после тоа во прво оделение до училиштето да стигнат дома. Јас мислам дека децата уште од мали, бидејќи ние предаваме после тоа и во прво, и во второ, и натаму и во седмо, и во осмо оделение, и во средните училишта, мислам дека децата најмали тогаш најмногу внимаваат и најмногу ги почитуваат совршените прописи и правила и се со цел значи безбедно да стигнат. Мислам дека вродува со плод оваа предавање, овие квиз надпревари, овој е централен, значи виќе финален квиз надпревари, иначе градинките имаат и интерни квиз надпревари, се со цел значи децата да ги знаат основните прописи и правила во сообраќајот, како да стигнат во градинката и како да се вратат назад. Меѓутоа, во првите моменти нели и родителите ги носат на училиште сега во прво оделение и ги враќаат, меѓутоа ние целта наша како совет е ние да ги научиме како сами да стигнат до училиштето и сами да се вратат назад. Ова е денеска завршница, предходните 2 дена се одржа интерно квизовите во останатите објекти. Денеска се опфатени објектите Сонце и Снежана. Тука се опфатени децата од предшколска возраст, односно на возраст од 5 до 6 години, што треба да тргнат во септември на училиште. Искажуваме огромна благодарност до Општинскиот совет за безбедност за сообраќајот, бидејќи децата од големите групи ги испраќаме спремни за на училиште, научени со основните сообраќајни правила кои треба да ги преминуваат при одењето на училиште. На денешен ден пред 83 години беше формиран партизанскиот одред Добри Даскалов. Како членови на овој одред за слобода својот живот го дале Фердо Росомански, Миле Вчков, Блажо Тодоровски Чичето, Димката Ангелов Габерот, Пано Мударов Фрањо, Ило Виларов Сокол и многу други револуционери. По интензивните подготовки кои биле извршени во текот на месеците март и април 1943 година,
Местниот комитет на Комунистичката партија на Македонија за кавадарци во соработка со Местниот комитет и Воениот комитет на Неготино донеле одлука за изфрлање на партизански одред. На 14. мај 1943 година на планината Вишешница бил формиран тиквешкиот партизански одред Добри Даскалов, кој го добил името по прославениот револуционер од овој крај кој се борел против турското робство. Штабот на одредот го сочинувале Никола Минчев Јане, командант, Димката Ангелов Габерот, политички комесар, Лазар Каледжиовски Добри, заменик командант и Пецо Пепелјуговски, заменик политички комесар. На денот на формирањето одредот броел околу 60 борци, а за кратко време неговиот број се зголемил на повеќе од 100 борци, што представувало едно од најголемите партизански единици во тоа време. Вечерта на 14. мај, една група борци од одредот заминува во село Ресава со задача да обезбедат храна. Групата наидува на непријателска заседа и по кратка престрелка бил убиен партизанот Фердо Росомански. На 17. мај, борците од одредот изведуваат успешна акција во село Гарниково, а на 18. мај во село Бојанчиште, при што биле убиени 8 бугарски полицајци, а од страна на партизаните загинале Лазо Стојанов и Миле Врчков. Една од позначајните акции на одредот бил нападот и разоружувањето на бугарските погранични караули Шаренка и Порта. На 27. мај 1943 година одредот одржал успешен митинг во село Драгожел и била организирана општонародна прослава. Со цел да се уништи партизанското движење во Тиквешијата, бугарскиот окупатор од 7 до 16 јуни организирал широка акција за уништување на одредите Добри Даскалов и Сава Михајлов. На 7 јуни во борбата кај селото Никодин загинал Блажо Тодоровски Чичето. На 10 јуни во непријателска заседа загинаа Димката Ангелов Габерот, Пано Мударов Рањо, Ило Виларов Сокол и Стојан Крстев. По неуспехот на јунската офанзива, партизанските одреди се префрлиле во реонот на Зборско, Егејска Македонија. На 24. септември, по наредба на генералштабот на партизанските одреди и Народно-ослободителната војска на Македонија, од одредите Добри Даскалов, Гоце Делчев и Сава Михајлов, на планината Кајмакчалан бил формиран баталјонот Страшо Пинџур. Резултатите од работата на Странската комисија за истражување кардиолошки и кардиохируршки интервенции на приватните клиники во Македонија покажаа дека од 13 пациенти за 9 имало интервенции и покрај тоа што немало соодветна медицинска подкрепа, информира министерот за здравство Алиу. Странската комисија кај 4 пациенти констатираше дека, цитирам, обезбедениот третман во целина бил медицински соодветен, навремен и во согласност со прифатените стандарди на клиничка пракса. Додека кај останатите 9 пациенти, според странските експерти, цитирам, велат вака: документацијата укажува на сомнителни наоди во текот на диагностичката евалуација, например, несогласување меѓу ангиографски наоди од коронографијата и писмениот извештај. Во однос на овие случаи, комисијата оценува дека, цитирам, одредени аспекти од третманот и водењето на пациентите биле под очекуваните професионални стандарди и можеби неповолно влијаел врз клиничкиот исход врз нив. Пациентите се на возраст 45 до 78 години, кои што беа предмет на анализа, во јавно-здравствена установа Универзитетска клиника на кардиологија, јавно-здравствена установа Универзитетска клиника за кардиохирургија, клиничката болница Штип, ГОП 8 септември, ПЗУ Кардио Арт Штип, клиничка болница Жан Митрев и клиничка болница Аџи Бадем Систина.
Ефикасна држава се гради со департизирана администрација, рече пратеничката Весна Ѓоргиева во своето обраќање по однос на извештајот на Агенцијата за администрација за 2025 година на седница на Собраниската комисија за политички систем. Ефикасна држава не се гради само со политички одлуки, туку со професионална, ефикасна и департизирана администрација која работи во интерес на граѓаните. Во извештајот може да се види дека агенцијата во текот на 2025 година функционирала со буџет од 46 милиони денари и со само 44 вработени, а при тоа спроведувала значајни процеси поврзани со селекција на кадар, унапредување, ревизија на постапки и поддршка на институциите. Тоа покажува дека институцијата работела со ограничени кадровски и финансиски услови, но сепак ги реализирала своите законски надлежности. Како владеачко мнозинство, ние сме целосно свесни дека јавната администрација со години беше символ на партизација, нефункционалност и нетранспарентност. Граѓаните со право бараат фер вработувања, стручност, ефикасни услуги, дигитализација на процесите, администрација која ќе им служи на граѓаните, а не на политичките центри на моќ. Токму оваа влада отвара процес на реформи во јавната администрација. Нашата цел како владеачко мнозинство е јасно, да изградиме систем во кој најдобрите ќе напредуваат, а институциите ќе бидат професионални. Но исто така, мораме да бидеме искрени и да кажеме дека има уште многу работа. Потребно е дополнително скратување на бирократските процедури. Потребна е поголема дигитализација, потребна е поголема транспарентност во процесите на вработувањето. И токму затоа, ваквите извештаи се важни, зашто тие ни даваат реална слика каде сме и што треба да поправиме и надоградиме. За разлика од минатото, кога администрацијата беше користена како партиски плен, денес градиме систем на професионалност и одговорност. Ќе го поддржиме овој извештај, но истовремено очекуваме агенцијата во наредниот период уште поинтензивно да работи на модернизацијата, професионалноста и унапредувањето на јавната администрација. Граѓаните заслужуваат институции кои работат професионално, експедитивно и често. Тоа е наша обврска. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Венко Филипче на денешната пресконференција побара извинување до граѓаните од премиерот Мицкоски и ВМРО ДПМНЕ. ВМРО ги доби изборите со лажна теза дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и сите ние сме предавници на македонскиот идентитет. Дека Преспанскиот договор е предаство, дека ќе го поништуваат договорот, дека ќе го вратат старото име и дека никогаш нема да кажат Северна Македонија. Гордана Силјановска изјавуваше дека никогаш нема да изговори Северна Македонија. Христијан Мицкоски велеше дека додека е тој ВМРО, Преспанскиот договор не е завршена работа. И што сега се случи? Председателката Гордана Силјановска Давкова јавно изјави дека Преспанскиот договор го потврдува и зачува македонскиот национален идентитет. Христијан Мицкоски јавно изјави дека Преспанскиот договор е ремек дело на дипломатијата. Министерот Тимчо Муцунски изјави дека НАТО е феноменална работа, дека дава безбедност и поволна клима за инвестиции. Јавно го повикувам Христијан Мицкоски, носителот на ова измислена лажна кампања, да излезе и да се извини на сите граѓани на Македонија. Барам извинување за изгубените години, за сите навреди што ги претрпеа оние кои што го поддржуваа Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, за оние што веруваа во Европската унија, за многумина кои поради евроскептицизмот и поради оваа лажна кампања ја напуштија земјата и се иселија од тука. Барам од Христијан да излезе и да се извини во своје име и во името на неговата партија. Кога умееше да клечи и да моли за да дојде до власт, може и сега
да излезе и да се извини за лагите и за пропагандата што ја спроведуваше години наназад. Порака за сите кои гласаа за ВМРО, затоа што поверуваа на ова лажна кампања и манипулација на христијани. Драги сограѓани, ве лажеа за години наназад. Со многу силна пропаганда се сервираше секојдневно преку целата медиумска и партиска машинерија. Орбановите медиуми, фармата на тролови, увезена од сестринската СНС партија од Србија и преку платформа со ботови. Немојте да се грижите. Ништо не е продадено, ништо не е загрозено. Филипче е поголем негатор на Македонија дури и од бугарските власти. Порача на денешната пресконференција портпаролот на ВМРО-ДПМН Валентин Манасиевски. Филипче е поголем негатор на Македонија дури и од бугарските власти. Пиунот на Радев, Венко Филипче, чекори по патот на Заев и е спремен за власт да потпише нови капитулации за Македонија и за македонскиот народ. За Филипче и СДС нема никаков проблем да бидеме окарактеризирани како северно-македонци. Да подсетиме дека оваа неточна и навредлива придавка доаѓа од нивниот најголем дипломатски дебакл, а тоа е Преспанскиот договор. И после изјавата на министерката на Радев, Петрова Чамова, која не нарече северно-македонци, Филипче натаму вели дека не гледа никаков ризик, ниту загрозување на македонскиот идентитет. Згора на се, не ја осуди изјавата, ниту пак побара извинување. Овие недостоинствени настапи на Филипче се доказ дека станува збор за уценет човек, но треба јасно да каже со што е уценет и зошто води политика на штета на Македонија и на македонскиот народ. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бара оставка од обвинителот Савевски. Премиерот и обвинителот се договараат по телефон за предмети и тек на истрага. Мицковски нарачува, Савевски испорачува. Слушнавме како Мицковски дели задачи од собраниска говорница. Со неговите чувства, слушнавме како елиминира независни обвинители од постапка на телевизија, сега и по телефон дека дели задачи. Ете, така изгледа партизираното судство и обвинителство во Македонија. Така изгледаат реформите на Мицковски и организираната криминална група ВМРО. Затоа, 160 дена нема одговор, нема никаква реакција од обвинителството за криминалните тендери кои јавно ги објави антикорупцијскиот тим на СДСМ. Нема одговор за 161 тендер за семејната фирма на Томовски, за 51 тендер преку општините за омилената фирма на власта Pyramid Building, за 74 тендери за Ленди Груп фирмата, за 9 милиони за фирмата со само двајца вработени, за тендерот од 1,2 милиони евра за фирма блиска до Знам преку пошта, 93 набавки на фирмата Мастев со преку 20 милиони евра од тендери, нема одговор за кривичната пријава против Христијан Мицковски. Нема одговор за кривичната пријава против собствениците на Орбановата Алфа ТВ. Нема правда, има контролирано судство и обвинителство лично од Мицковски. Обвинителот Ненад Савевски после овој скандал треба да си даде оставка. Поради сомнеж во независноста во обвинителството, СДСМ не гласаше за него. Тогаш тоа и јавно го кажавме. Сега сите гледаат дека бевме во право. Се што има врска со Мицковски, однапред знаеме дека не е независно. Кој е виновен, нека одговара. Правдата мора да биде еднаква за сите, но не може премиер да се меша во работа на обвинителство и да му дели задачи по телефон. Затоа, ние инсистираме на европско обвинителство. Само така, правосудството во Македонија може да ја добие довербата на граѓаните и никако поинаку. Затоа, ние сме за ЕУ. Продолжуваме со вести од спортот. Доминација на кавадаричките стрелци на вториот куп надпревар. Во 3 од 4 дисциплини членовите на стрелачкиот клуб Кавадарци освоија први места. Кавадаречките стрелци зеда учество на вториот куп надпревар кој се одржа во Скопје.
Членовите на стрелачкиот клуб Кавадарци на ова надпреварување ги постигнаа следниве резултати. Во дисциплината воздушна пушка за мажи јуниори Митко Илиев го освои првото место, а Никола Караѓорđев заврши како третопласиран. Од останатите наши стрелци, Димитар Трајковски беше 9, а Ѓорѓи Златев го освои 12-тото место. Во дисциплината воздушна пушка за жени јуниорки, Пепица Атанасова го освои 4-тото место, Ангела Петрова беше 10-та, а Јана Баснаркова заврши како 11-та. Во дисциплината воздушен пиштол, кавадаречките стрелци едноставно доминираа, бидејќи во конкуренција на мажи јуниори, Лазе Пендев го освои првото место, а кај жени јуниорки Билјана Караѓорđева беше убедливо прва. Исто така на овој надпревар некои од нашите стрелци ги подобрија и своите сопствени рекорди, и тоа Митко Илиев постигна 614,7 круга во дисциплината воздушна пушка, додека Лазе Пендев во дисциплината воздушен пиштол погоди 540 кругови. Следува временската прогноза. Променлива облачност со сончеви периоди. Наместа ќе има услови за локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Температурата ќе се движи од 10 до 25 степени. Во сабота ќе има поинтензивни процеси во форма на невреме со пообилен пороен дожд над 20 литри на метар квадратен, грмежи, засилен до силен ветер над 70 км на час и услови за појава на град. Во недела ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец. Почитувани гледачи, тоа беше се во ова издание на Дневникот на КТВ телевизија. Ви благодарам што не следевте и ви посакувам пријатна вечер.